Смешни обиди за ширење национализам, Арбен Таравари и Зијадин Села покажуваат дека немаат сенс за водење политика и буквално не се за правна држава. Ова доаѓа од како лидерите на двете крила на Алијанса за албанците решија да го споруваат Сейф Сити, велејќи дека на удар биле албанците, чии права не се почитувале, поради воведувањето на системот кој треба да доведе до зголемување на безбедноста во сообраќајот. Политичкиот аналитичар Љулзин Фаризи вели дека ова представува очаен обид на Таравари и Села да дојдат некако до глас повеќе на следните избори, но смета дека на долгорочен план нема да имаат успех. Тие немаат сен за водење на политика, буквално тие ниту се за правна држава, бидејќи Сейф Сити е само механизам кој контролира сообраќајот во државата, односно тие што го прекршуваат законот, односно сообраќајните знаци, и тоа значи дека овие политички партии уште се водат под менталитетот дека секој закон што може да се донесува во државата е против албанците. Така што тие се пропукуваат помеѓу себе, Зијадин Села и Арбен Таравари, кои се политички партии во патот на исчезнување. Според Фаризи, голем процент на граѓаните се за Сейф Сити системот, бидејќи ќе доведе до многу побезбеден сообраќај и спасени животи. Вели единствено на краткорочен план може да добијат глас повеќе од луѓето кои не сакаат да ги почитуваат сообраќајните правила. Тие се обидуваат на односно на тој дел од граѓаните кои сакат безредие или сакат да се однесуваат во сообраќајот без да ги почитуваат знаците за сообраќај. Тие се обидат по секоја цена тие гласачи за да може да ги поддржуваат во следните избори. Јас мислам дека Уставниот суд кога и да е ќе донесува правилна одлука, односно дека Сейф Сити ќе продолжа, бидејќи тоа е во интерес на граѓаните. Инаку Зијадин Села заедно со пратениците Илире Даути и Елми Азири поднесоа иницијатива до Уставниот суд за оспорување на законот за прекршоци. Според него имало причина за сомнежи дека целта е изнуда на одредена категорија граѓани. Тој го оспорува и делот што пораките немало да стигнуваат на албански јазик. Арбен Таравари пак остро реагираше на начинот на кој според него владеачката коалиција го спроведува проектот Безбеден град, оценувајќи дека станува збор за селективна примена што ги крши законот за јазиците и создава сериозен економски товар за граѓаните преку, како што велат, непропорционални казни.